На 71 годишна возраст почина еден од најдобрите македонски голмани во историјата, Благој Статов, човек кој остави голем белег како на домашната, така и на меѓународната фудбалска сцена. Статов е еден од ретките наши фудбалски личности кои со голем ентузијазам, упорност и дисциплина се издигна до тронот на македонска фудбалска легенда. Својата кариера ја започна во родната Струмица есента 1962 година во тогашната славна фудбалска школа на ФК Беласица. На своји 16 години Благој Статов созреваше со една генерација на вистински фудбалски таленти, кои за кратко време станаа првотимци. Статов до 1970 година го бранеше голот на Беласица, а својата кариера надвор од родната Струмица ја започна на 21 година, потпишувајќи договор со Прилепска Победа. Неговата светска класа тука започна да сјае. Прилепчани симнуваа шапка пред Статов, бидејќи во победа на 210 надпревари бранеше голман од светски калибар се до 1973 година, кога премина во Белградски Партизан. Таму се задржа 3 првенствени сезони и бранеше на 106 надпревари за првиот тим. Од 1976 до 78 година го чуваше голот на холандски Утрехт. Статов беше исклучително значаен за холандскиот тим, особено сезоната 77, кога Утрехт благодарение на Статов триумфираше против славните Феенорд и Ајакс. Како ја почна, така и ја заврши својата кариера во родната Струмица со неговата прва и најголема љубов Беласица. Повторно застана на голот, а откако тимот остана без тренер, ја презеде екипата. 7 сезони успешно ја водеше Беласица, а потоа како тренер работеше и во ФК Малеш, Дојранско езеро, Вардар, Касторија и репрезентацијата на Македонија. Исто така Благој ја создаде фудбалската школа Статов во Дојран. Покрај многобројните награди, во 2015 се закити со признанието животно дело од страна на Фудбалската федерација на Македонија. Сега ви благодарам на навијачка Беласица и моите колеги на Зелениот терен и што сме играли заедно. Ви благодарам што дојдовте сега. Фала. Се срце виче. Зборовите на Благој Статов по спектакуларното простување од фудбалот на 29 ноември 1983 година, кога повеќе од 10.000 љубители на фудбалот беа присутни на стадионот Младост на надпреварот меѓу Беласица и Партизан. Благој Статов е роден на 5 мај 1947 година, а почина на 27 септември 2018 година. Добро вечер во некоја минута пред 20 часот. Во вестите, како што имавте прилика колегата Ивковиќ најави што е спортска, барем за нас, тема за денеска. Не изненади утринава веста за смртта на Благоја Статов, наш легендарен, навистина познат спортски работник, фудбалер, голман, како сакате. Бидејќи лично го познавав, така лично и ја доживеав, да речам, веста. Со Сладжан утринава кога зборувавме кого би можеле да викнеме во гости за да зборуваме за Статов и за тоа каков човек беше, каков пријател, каков спортски работник, дојдовме до заклучокот дека човекот кој вечерва е овде со нас е веројатно најсоодветното решение или соодветен избор. Добро вечер за Ѓоко Хаџиевски. Добро вечер и благодарам што ме поканивте да јавно да искажам благодарност за дружењето со навистина редок човек. Сладжан. Така, Ѓоко Хаџиевски е голем пријател со Статов, поранешни соработници, пријатели, или ако кажам брат, дали би сгрешил? Така често ми викаше, ти си мој брат. Тој имаше браќа починати и скоро секој второ браќа, ти си мој брат, ти си мој брат. Јас пошто немам брат, нормално јас викам ти ми си брат, немам, али ете од моментот кога почнавме ние интензивно да се дружиме некаде 96 година кога почнавме да работиме во репрезентација заедно, никогаш не се случило да ние се погледнаме поинаку, иако во жар на борбите, надпреварувања, нервози, може да се случат во спортот такви работи, меѓутоа
нашата меѓусебна доверба беше толку голема што навистина изгубив човек од доверба многу. Чи со него можевме да збораме за све, за било каква интима, за било каков коментар, али генерално мислам дека двата сме позитивни, не сме оговарачи и тој како карактер беше многу позитивен. Значи, сакам да кажам дека сите што го познават него, знаат дека беше спремен да помогне, весел, готов за дружба. Она што е најкарактеристично што би сакал да кажам, вие спомнавте во најавата македонска легенда, ние често го употребуваме тој збор, легенда, дури некојаш и така. Незаслужено за дури на некој пријател на шега и така натаму, ти си легенда. Благо е вистинска легенда. Знаете зошто? Затоа што беше вистинска легенда. Затоа што спортистите обично имат еден рок на траење од 10 на 15 години и после тоа лесно се забораваат. Можеш да не играш една година или неколку месеци, ќе те заборават луѓето. Многу фудбалери успешни, многу фудбалери кои биле многу популарни, брзо ги заборавиле. Благој никогаш не дојде во ситуација да биде заборавен, заради тоа што имаше 3 етапи. Едната етапа му беше фудбалер, значи беше многу успешен како фудбалер и во Беласица, во Победа, во Партизан Белград, во Утрехт и враќањето после негово повторно во Беласица. Другата фаза беше тренерска. Со таа работа ги постигна најдобрите резултати во историјата на Беласица. Најголемата еуфорија во втора југословенска лига кога играше Беласица. Учеството во репрезентација со мене заедно и мислам дека не е нескромно кога кажам дека ги постигнавме најдобрите резултати 96-та до крајот на 99-та година со македонска репрезентација и формирање на една нова генерација фудбалери кои десетина години играа за репрезентација на Македонија. И третата фаза е негова угостителство. Значи имаше најдобар угостителски објект за припрема на фудбалери, меѓународен, со сите капацитети. Значи кога ќе видите дека од кога почна до сега тој беше секогаш во жижа. Секогаш успешен. Бидејќи со Сладжан претпоставувам дека ќе зборувате за спортскиот дел, она што беше спортска кариера, бидејќи конкретно како што кажавте и вие, во спортското работење имате многу заеднички години поминати, заеднички проекти и така натаму. Јас малку поинакви прашања ќе се обидам да поставам и така да влезем уште повеќе во разговорот. Еве ние што го познававме приватно, знаевме дека се бори со најопаката болест последните 3-4 години. Иако кога се дијагностицираше истата, знаевме дека покусото лекување се беше во ред, но очигледно нештата не оделе по најдобар пат. Бев сведок уште при самата дијагноза на карцином на грлото се правеше операција кај докторот Ровчанец, имаше успешна операција, добро беше ичистен. Се одеше како што треба во еден период, се додека не се појавија, одеше на зрачење исто и не го прескочи тој дел. Беше во Истанбул? Беше во Истанбул, последните 2 години многу често, мислам, зашто покасно тој карцином се прошири на други делови и веќе дојде во едно интензивно лекување, како да кажам. Иако беше година и пол беше и физички доста добро се држеше, би рекол. Последната година почна физички да слабее, меѓутоа ментално духот до пред крај. Ево последното наше дружење пред 2 месеци, неговите поранешни фудбалери од имаме фотографија од тоа, не се лажам. Така. Можеме да одиме со Струмица, од режијата да побараме да пуштат во позадина. Трајков, Митев. Кој беше поводот за таа дружба? Повод беше нашиот голем пријател, првиот човек на Пријатска пивара Кирил Самарџиевски, кој сакаше да ги собере поранешните струмички фудбалери, кои што играа една многу успешна ера
во победа во Прилеп, а тој беше дел од раководството на победа. Кира Самаджиевски во прилика исто ќе кажам дека јако се грижи за сите тие поранешни фудбалери, ги прати, негова желба беше да се собереме во Дојран кај него и да направиме малку дружење. Јас бев како гостин, како негов близок другар, а фудбалски човек. Иначе тие си беа, поводот беше поранешните играчи струмички во победа. И Ристо Григоровски беше неструмиченец, исто гостин на таа дружба. Можам да ви кажам дека во текот на тие 4 часа, 5 колку што бевме таму и музика имаше, ментално ми изгледаше доста цврсто, јако. Значи јас во разговорот не приметив ни во еден момент дека му опаѓа концентрација физички, се гледаше дека е доста ослабен, дека е паднат, меѓутоа не очекував дека се така брзо ќе оди како тргна после тоа последниве 2 месеци. Така, да поразговараме и малку повеќе и за професионалниот профил на Истатов. Како што кажавме, блескава кариера, Беласица, Победа, Партизан, Утрехт и на крајот повторно Беласица. Каде остави Истатов најголем белег? Каде беше најкорисен и каде според вас го допре врвот? Секаде кај што беше, тој беше користен. Значи нема лоша етапа тој. Во Беласица почна многу млад и како најмлад брзо беше приметен, имаше многу понуди, се одлучи за Приредска Победа. Во период кога Победа беше после Вардар најпопуларен клуб фудбалски во Македонија. Со полн стадион, со добри настапи во таа генерација. Се сеќавам јас 67 година, 67 или 68 играше Победа со Партизан пријателски натпревар. И јас бев 11 години така од прилика, али со оглед на тоа дека сум од кога сум роден сум јас некако во фудбалот заљубеник и така натаму го гледав тој натпревар. Значи на 11 години јас го гледав Благој го загубија. Многу моменти од натпреварот се уште верувате ги имам во главата. 2:0 загуби од Партизан, се сеќавам и как на кој гол паѓаа головите. Значи во тој период тој се истакна јако и дојде во Партизан кога фудбалот беше непопуларен во Југославија, кога стадионите беа полни по 50.000 гледачи. Поготово дерби надпреварите Партизан Црвена звезда по 100.000 гледачи. Многу дерби надпревари, Благо беше прогласен за најдобар играч на надпреварот. Знаеше да одбрани пенали, да биде херој на надпревари. И иако се бенува, би рекол, со Иванчевиќ, со Залат, сепак 3 години остави јак белег во Партизан. Самиот факт што сите овие години после неговото заменување до Партизан, тој е еден континуитет на комуникација, на грижа на Партизан кон Благој и неговиот однос кон Партизан зборува дека остави многу голем впечаток во Партизан. Така, колку е голем респектот можевме и денеска да забележиме и поранешните клубови се збогува и посветија некој ред, некои укореченици на своите официјални профили. Како што кажавте, пред се видовме и пред емисијата, вие присуствувавте и на преварот кога Истатов се збогуваше од својата фудбалска кариера, Беласица Партизан, 83 година. Седев позади гол, на столче, не бев на трибина, него бев пред сооблекуваните на столче заедно со моето семејство. Беше фантастична атмосфера. Околу 10.000 присутни беа. Но тогаш не се познавате лично? Не, тогаш се познававме, али не бевме нешто така. Површно. Да. Значи, после тој период, јас кога станав прв тренер на Пелистер, и пред да станам прв тренер на Пелистер, веќе почнаа некои наши контакти, така симпатии меѓу нас двајца да се поддржаваме. И поготово периодот кога станав прв тренер на Пелистер, веќе тогаш станавме добри пријатели и со максимално почитување. А кога дојде во репрезентација 96 година со мене, заедно со сега и другиот помошник Лазар Плачков, пред некој година го изгубив, значи ми беа помошници во македонска репрезентација. Тој период беше, значи, интензивно дружење. Тоа беше, например, како да кажам, и фамилиарно, и професионално,
беше јако дружење, значи нови години, забави во Скопје, во Дојран, во Струмица, секаде сме се дружеле. И онај период кога дојде, тој никогаш не бил во Вардар како голман, меѓутоа јас го поканив да биде мој помошник во Вардар 2001, 2002, 2003, тоа се две првенства, два пати освоивме две шампионски титули. Дали тоа се најголемите ваши успеси заеднички? Па 4 години во репрезентација, 2 години во Вардар и една година беше со мене во Грција, во Костур, каде што исто таму направивме феноменален би рекол резултат и со екипата и влеговме во полуфинале на грчкиот куп заедно со Олимпијакос, Панатинајкос и АЕК. Касторија беше во полуфинале на купот. Мислам поминавме. Тој период во Грција можам да кажам дека можда и најинтензивно се дружевме зашто бевме сами. Живеевме во хотел и бевме 24 сати заедно. На Значи ова е овие снимки Да, што кога ги сме гледаме. кај овие инсерти, предлагам и да ја слушнеме изјавата на Истатов од последниот негов професионален ангажман. Сега ви зблагодарам на навијачка Беласица и моите колеги на Зелениот терен и што сме играли заедно. Ви благодарам што дојдовте сега. Фала. Се срце виче. Морам да нагласам дека во тој период во Вардар бевме тројка. Двојка беше Иванчо Балевски со нас, значи двата беа помошници и со оглед на карактерот на Ванчо често знаеше ќе го биец така да биде. Имаше многу јака атмосфера. Добро, јас како што го познавав Благоја и тој беше И тој беше врвен забавувач, би рекле, многу анекдоти се поврзани со него. Можам да кажам дека патувавме со репрезентација во Америка, иравме со репрезентација на Америка во Сан Хозе, Сан Франциско, иравме во Торонто, во Канада, иравме во Техеран, пред стадион 100.000 гледачи, на турнир на кој иравме финале со Маđarска. Со Вардар бевме во Австралија. Да, Значи, големи турнеи настани. Многу турнеи со мислам дека имаш репрезентација. уште едно парче кој што можеш да го најавиш, да се потсети и Ѓоко неговиот голем допринес за Македонија не го заборавија и од куќата, македонската куќа на фудбалот, каде пред неколку години му доделија и признание за животно дело. Предлагам и да го видиме тој момент и тој настан. Човек кој што стварно представува македонска фудбалска легенда, македонски фудбалски бренд и не знам што уште да кажам, Благо Истатов. Кој е? Благо е добитник на наградата за животно дело. Поздравам сите присутни и пожелам се најдобро, а посебно на Федерацијата на Македонија, која ми го даде овај најголемо признание. Фала. Ова е слика за историја. Две спортски легенди собрани на една манифестација, Благој Георгиевски и Благо Истатов. Да ги поздравиме уште еднаш со голем аплауз нашите спортски великани. Баш така снимка за историја. Погледнете символика, значи наградата е добила од Благој Георгиевски, неговиот именјак, кој што играше во најуспешната репрезентација на југословенскиот спорт. Во кошаркашка репрезентација кој беа светски, европски, олимписки прваци така натаму. Значи ја доби од вистински спортист човек ова награда која заслужи, би рекол, може 3 пати. Благој. Најмалку така 3 пати. се вика. Така е. Да. Да. Погребот и комеморацијата се случуваат утре во Струмица. Во 11 часот има комеморација Така. на која ќе се обратам, ќе кажам некој збор на покана на неговите најблиски
другари, организатори на комеморацијата од Струмица. Мислам дека зборки има и председател на Олимписки комитет, доктор Васил Топурковски, исто така и некои од неговите најблиски. Очекувам голем број на спортски работници да бидат утре таму, да одадат чест на човек кој што многу мина ги задлужи, мислам, со неговиот однос, со неговата помош, со неговата личност, на некој начин дава пример како треба човек да се однесува. Ние сега не сакам да се навраќам во еден друг правец, дека малку сме избегани од такви едни убави односи какви владеја години. Меѓутоа, тој е пример како спортист и после завршетокот на својата кариера треба да се однесува и да носи својата одговорност како легенда, како кажавте вие. Така. Бидејќи немаме и многу минути уште да искористиме. Да, јас само едно прашање сакав на крај. Македонија изгуби врвен спортист, легенда, како што цело време зборуваме, а вие изгубивте голем пријател. И јас исто така изгубив пријател, бидејќи велам го познавав лично и за Чичко Благо јас секогаш се најдобро. Последното прашање веројатно треба да биде, иако беше извлечено низ разговорот, но сепак не треба да остане непоставено. Што изгубивте лично вие најмногу? А потоа што и Македонија? Пред да завршам, дозволете ми да изразам стварно искрено сочувство за цела негова фамилија, кои ми се блиски. Сите негови најдобри другари, пријатели. Значи, во овој период јас стекнав голем број на многу блиски искрени пријатели, негови. Преку него. Преку него. Струмички, а тој пак засака многу деца фудбалски кои што ги стварав јас од Битола или од другите градови од Македонија како негови синови. Значи, јас сакам да изразам сочувство на фамилијата, на сите најблиски негови. Лично јас губам голема потпора. Значи, човек кој што беше многу близок со мене, јас, верувајте, во многу случаеви сум доживел. Јас за себе не можам никогаш да кажам толку ови збори колку тој ги кажал за мене. И да кажам дека се случувало толкава голема доверба меѓу нас во нашето заедничко работење. Да знаеше, например, јас како прв тренер колку се внесувам со анализа во подготовката на надпревари, да ми каже: "Абе, добро, како мислиш?" Јас истото мислам како ти. Значи, толку голема доверба беше меѓу нас двајца. Тешко е да се, не викам дека немам, јас имам и други пријатели големи со кои треба да продолжам понатаму да живеам. Да, но ова било нешто посебно. Меѓутоа, Благој, викам, ретко човек со кој од прв момент сум имал флуид на близок, на максимална доверба и на љубов другарска, како да кажам, каква ја имаше тој во душата него. Јас можам само да кажам, Чичко Благо ја почива во мир. Ова е најмалку што можевме да направиме во овие мигови. И секако поздрав и сочувство до семејството. На крај, дозволете ми само, можда не треба после вас да завршам, јас заборавив да кажам за почина работа дека во текот на денес ми текна толку многу, тој ме задолжи со неговиот однос, што си дадов збор дека сите надпревари ќе ги почнувам со Амајлија него. Така што вие им даде. Слажан, ти одјави го овој разговор, а јас да го одијам студио едно полека. Така е, Македонија изгуби голем човек. За сите фудбалски почитувачи на името Благој Статов, уште една информација дека утре во 14 часот на градските гробишта во Струмица ќе биде погребан, а претходно во 11 часот ќе се одржи комеморативна седница во големата сала за култура Антон Панов. Сите оние кои сакаат за последен пат да се збогуваат ќе имаат шансата утре. Овде некаде се одјавува барем делот во кој што би рекла јас ќе видам денес или бев домаќин на студио 1. Веднаш по овој разговор следува блокот реклами, а потоа во последните
минути од овој ден на отвореното студио 1. Ваш домаќин со своите гости во студиото ќе биде Александар Чомовски. Од мене и од нас, довидување.